На денот на големиот празник Преображение Господово, владиката Тетовско-Гостиварски господин Јосиф во населбата Циглана во Гостивар го осветли местото каде наскоро треба да се започне со изградба на нов манастир. Навистина се изненадив кога прв пат дојдоа представници од населбата Циглана од од Гостивар и кога ме донесоа, така беше ноќно време, и кога ми кажаа дека тука имаме намера да изградиме манастир. Велев, зарем е можно да направиме манастир овдека, немаме пат. Но денеска кога дојдов, се изненадив пријатно и навистина иницијативниот одбор и сите овдека жители околу Гостивар заслужуваат една голема пофалба. Сега цврсто верувам кога видов ова дека ќе имаме манастир овдека, каде што жителите ќе дојдат и ќе се помолат и ќе најдат мир. Знаете дека денеска е празникот Преображение. Христос на гората Тавор се преобразил пред најблиските своји ученици Петар, Јаков и Јован. А овдека вие, гостиварци, повторно на една горичка, ќе имате свое место на преображение, место кај што ќе најдете молитва, мир и благослов за вас. Од организациониот одбор се заблагодарија за целосната поддршка од црквата и од верниците и побараа добронамерници да помогнат во изградба на манастирот. Планираме како иницијативен одбор да работиме макотрпно, напорно и во наредниве неколку години на ова место заедно со сите вас пред се жителите од населба Циглана, населба Фазанерија, населба Бањештица и цел град Гостивар, како и другите градови, несебично сите да помогнеме заеднички на ова место, сите да се чувствуваме дека заеднички сме го изградиле ова место. Овај манастир кој што ќе биде еден голем допринос за да обстоиме овдека како христијани, како македонци, да се чувствуваме високо и горди на ова место, каде што е највисоко и можеме најблиско до Господа да се помолиме. Светата црква го восстановила празникот Преображение Господово, што се празнува секоја година на 19 август за време на богородичните пости. Празникот Преображение Господово спаѓа во големите празници што ги празнува Светата Христова црква низ со поголем број обичаи и верувања. Според народното верување, тогаш за прв пат во годината се бере грозје и се носи во црквата, каде што свештеникот по молитвата го благословува.